неколку месеци, ако се сеќавате, не пред неколку месеци море, тоа беше во април, значи месец и пол два, гореше црквата во Нотердам во Париз. Беше многу интересно. Уште не беа згаснати огновите, уште чадеше, а на повикот за собирање на донации, за помалку од 24 часа се собра повеќе од милијарда евра за реновирање и обнова на црквата. Зошто е тоа интересно? Помалце ова вест звучи шокирачки, кога во истиот момент знаеме дека една Сирија се уште стои разурната целосно од една многогодишна војна. Се уште стојат како долгогодишни нерешени проблеми илјадници, милиони гладни, болни, дали во Африка, дали во Азија, сиромаштија, проблеми кои што го тангираат човекот многу подлабоко отколку некој ќе рече еден објект, споменик на културата. Но интересно е како една зграда, една такво нешто може да привлече повеќе внимание, повеќе ресурси да се потрошат на такво нешто отколку на друго. Ајде сега ќе речеме, може би имаат интереси тие луѓе кои што донирале, дали ќе бидат ослободени од данок, дали со тој гест ќе бидат повеќе величани и ќе добијат поголема чест и признание, отколку тие пари да ги дале на гладните во Африка. Ајде да речеме така. Го направиле тоа од некои интереси. Ајде нема да ги ни да ги осудиме, ни да ги коментираме. Но ајде да погледнеме малце во нашиот двор или она што сакаме малце да кажеме, ајде да погледнеме на нас христијаните. Пред помалце од една година излезе многу една интересна вест во Македонија, дека Македонската православна црква купила атрактивно градежно земјиште на кое што може да се изградат 3-60 катници. И интересни беа реакциите, ако ги пратевте на Facebook, на Twitter, беа и реакциите МПЦ купила земјиште, ќе гради 60 катна народна кујна да ги нарани сите гладни во Македонија. Ова се коментари значи на луѓе кои што вртеа по социјални мрежи. МПЦ вика купила градежно земјиште, па вика да не мислевте дека ќе ги потроши парите за да лекува некој болен, за да лекува некое дете. И сега овие малце можеби иронични, да ги кажеме, иронични коментари. Не се единствените нели реакции, имаше реакции на тоа дека МПЦ поседувала возила, поседувала глисери, разни, значи, ајде да ги кажеме колку се вистини и невистини, нема да навлагаме на тоа, но секогаш нели викаме каде што има чат, а има и малце огин, сигурно. Така да, нема да се задржиме ние сега во критиката на МПЦ, нема да се задржам на МПЦ, тоа оваа критика за вакви некои случувања важи и за католичката црква, која што се нели се нарекува христијанска, за протестантско-евангелските цркви на која што групација и ние припаѓаме, и ние не сме имуни на финансиски скандали, на сексуални скандали, разни работи кои што ги наведуваат луѓето во овие реакции. Можеме да препознаеме во таа критика дека црквата застранила од она што и е цел, од она што треба да и биде примарен интерес и активност. Перцепцијата на светот е дека црквата се грижи за некои своји интереси, за своји позиции и дека е безчувствителна кон луѓето. И мислам дека ќе се согласиме дека за луѓето од надвор, а некогаш можеби и ние од внатре, можеме да си ги препознаеме тие слабости, да кажам, и да кажеме дека ова размислување стварно не е далеку од вистината. Што значи тоа црквата да е безчувствителна? Што значи тоа дека црквата не е верна на својот повик? Што вели Светото писмо за односот кон луѓето на Исус Христос, оној кој што ја воспостави црквата, каков пример даде тој? Иако, значи, претходно зборував за црквата како организација, ќе го тргнеме тоа размислување, ќе зборуваме за црквата како универзална црква составена од сите верници и сите оние луѓе кои што се повикуваат или сакаат да се наречат како следбеници на Исус Христос. За денешново проучување ќе ги искористим овие стихови од Евангелието по Матеј, 9 глава,
35 до 37 стих. Исус одеше по сите градови и села и поучуваше по синагогите. Ја проповедаше радосната вест за Божјото царство и исцелуваше луѓе со секакви болести и заболувања. Гледајќи го народот, душата му беше полна со сочувство, бидејќи луѓето беа збунети и безпомошни како овци без пастир. Тогаш им рече на своите ученици: жетвата е голема, а жетвари има малку. Во времето на Исус, израелците беа под окупација на Римското царство, Римската империја. Тие не беа слободни да ја управуваат сами самостојно, да ја управуваат својата земја, да ги уживаат плодовите на својот труд и на она што им го даде. Плаќаа високи даноци, дали имаат доволно да платат и да преживеат, никој не ги прашуваш за царот, за неговите поданици, за денешна администрација, ајде она што го речем, што би го рекле, мора да се даде. Значи првин ќе го платиш данокот, после другото, што ќе ти остане. Луѓето, можеме да заклучиме дека тогаш биле под силен политички и економски притисок, истоштени, осиромашени, тоа било подолг еден период. И во умовите на израелците се вртело едно прашање: каде е Бог, каде е нашиот Бог, да му помогне, да ни помогне на нас, избраниот народ? Каде е Бог да им помогне на луѓето да ги извади од оваа состојба? Кога Исус започна со службата, скоро секогаш и насекаде, покрај апостолите, покрај сите болни страдалници, насекаде го следеа и верските водачи. Фарисеите, садокеите, левитите. Тие требаше да бидат врската на народот со Бог. Но, тие беа навлезени во еден, ајде да го кажеме, религиозен легализам, строго држење на закони и правила, кои што, наместо да им олеснат на луѓето, беа дополнителен товар за луѓето. Се одвоја, овие верски водачи се одвоја од обичните луѓе. Се држеа понастрана како свети. Гледаа на луѓето како грешници, кои што не ја заслужуваат милоста Божја, се грижеа за себе, својата позиција, својата добра состојба, длабоко зацапаа во една самоправедност, каде што се грижеа како тие ќе бидат пред Бог, а другите си се криви сами за себе. Тие не беа водачи кои како добри пастири требаш да ќе се грижат за луѓето, туку тие се однесуваа како да се повикани само да ги стрижат и молзат овците, стадото. И затоа кога се појави Исус, тие беа поприлично здрмани, беа загрижени. Затоа што каде и да се појавеше овој раби, овој учител, луѓето се собираа околу него, го препознаа тој авторитет, ги слушаа неговите поуки, ова ново учење, како што знаеме го нарекуваа, кое значително се разликуваше од она на тогашните свештеници и им ги загрози сите нивни позиции во кои што тие си уживаа. Можеме слајд. Најдов на една многу интересна студија, која што ќе ни помогне да разбереме како Исус гледаше. На еден теолошки факултет сакале да направат истражување дали нивните студенти се добри самарјани. Односно, дали овие луѓе кои се идните христијански служители знаат да ги видат потребите на луѓето и да изреагираат соодветно на тоа. Верувам дека ви е добро позната новозаветната приказна за самарјанинот. На патот од Ерусалим код Ерихон, еден човек е пресретнат од разбойници кои го грабиле и претепан до смрт го оставиле на патот. Свештеник и еден левит, двајцата верски лица, морално праведни, ги пазат сите закони, ги вршат сите верски обреди, го гледаат човекот, поминуваат тука, го гледаат човекот како лежи, но ниту еден од нив не застанува и не помага. По нив поминува еден самарјанин, припадник на национално верска секта која што од еврејската култура ги смета како нечисти.
евреите се чисти, самарјаните се нечисти. Ги презираат самарјаните. Тој не го заобиколува претепаниот, туку ги чисти и нели ги повива неговите рани, го качува човекот на своето магаре и го носи на место каде што може да се погрижат за него, плаќа за човекот и дури кажува: јас кога ќе се вратам, ако повеќе потрошите за грижа за него, јас и ќе доплатам за него. Заклучокот од приказната нели е дека оние кои според нивната вера се очекувало да помогне, да застане да му помогне на човекот, не го прават тоа, додека оној од кого најмалку се очекувало, го прави тоа. Сега, истражувањето било многу едноставно. На 40 студенти им било кажано дека ќе требаат да направат вежба која што е дел од испитот, оценка за факултетот. И им било дадено кратко време да спремаат говор, на половината им било дадено да спремаат говор за приказната за добриот самарјанин, а на другата половина им било дадено тема кои се вашите можности посем завршување на теолошките студии за вработување. И тие треба да ја припремаат, да се припремаат во една училница, во една зграда и од таму да отидат во друга зграда, нели во склоп на кампусот, и да таму да ја направат презентацијата, да ја одбранат својата теза, својата припрема да ја презентираат. Но, интересното е што оценувањето на говорот и на она што го спремале не била вистинската задача, туку задачата била секој студент на патот помеѓу двете згради среќава еден човек кој што лежи на патот, овка, очигледно, значи во болки и во потреба, и да видат истражувањето, да видат дали студентите ќе реагираат, ќе застанат, ќе помогнат. Резултатите се фрапантни, ама за жал во негативна смисла. Повеќе од 60% во истражувањето од луѓето кои што ги истражувале воопшто не застанале. И сега реакцијата може би како е можно овие луѓе кои што се идни служители, идни пастори, служители значи во црква на секој начин, како овие луѓе можат тоа да го направат? Ние никогаш не би го направиле тоа. Ај сега да напоменам еден интересен момент во еден параметар кој мора да се напомене во истражувањето и кој што се покажал доста влијателен за исходот. Додека се припремале за првиот дел на задачата, им било кажано на едните студенти дека веќе доцнат и треба најбрзо што може да се спремаат и најбрзо што може да стигнат до другиот кампус, затоа што веќе презентациите почнале веќе таму. Додека на другите им кажале: имате време доволно за да се спремите и да отидете пола-пола. Од оние студенти кои требало да брзат, само 10% застанале за да помогнат. Интересно е што еден од испитаниците кој што спремал баш на темата, кој што спремал говор баш на темата за добриот самарјанин, буквално го прегазил човекот додека трчал за да ја одбрани тезата. Сега, за разлика од овие што брзале, за разлика од нив, 63% од оние кои што имале повеќе од доволно време за да стигнат на вториот дел од испитот, понудиле помош. Се покажува дека времето било доста важен фактор за, првин, за да се видат нештата, за да одвоиме време. Сега замислете си една вежба вака и за ние малце да си го визуализираме и да влеземе, да речеме, малце во овој момент кој што сакам да го имаме. Замислете си дека сте дома или на клупа пред зграда или на место каде што поминуваат луѓе. Сега, ако вие си ги вршите нели своите работи или сте си земале една книга, си читате, ако не одвоите време да погледнете што се случува околу вас, нема ништо да приметите, книгата ви е од интерес и тука се задржувате. Но ако одвоите малку време, неколку секунди до една минута, можеби ќе забележите некој човек како поминува, двајца, тројца, зависи на кое место ќе седнете. Ако одвоиме, да речеме 1 час, во кој што ефективно ќе се посветиме да ги наблюдуваме луѓето кои што поминуваат, сигурно ќе забележиме. Во прв поглед ќе забележиме пол, возраст на некој што поминува. Ќе забележиме по одењето, брза, не брза, има време, има грижа, ако сме блиску ќе приметиме на лицето, има радост,
тага, замор, исцрпеност. Значи потребно е, ако влеземе во такво нешто, да гледаме доволно со доволно внимание, ќе видиме. Првиот од стиховите, нели, кои ги проучуваме денес, 9:35, беше: одеше по сите градови и села. Во истото Евангелие, во Евангелието по Матеј, во скоро идентична форма, малце понапред, значи во како стих 4:23, го имаме истиот стих. Таму има една мала додавка со која Матеј го дефинира и локацијски действото. Пишува во Галилеја. Дека Исус одеше по сите градови и села во Галилеја. И сега таа област зафаќа скоро територија како 1/3 од Македонија, но интересното што е во тоа време била, по некои историски записи, многу густо населена. Скоро 2 до 3 милиони жители имало на помаледен простор од Македонија. Стиховите викаат дека Исус одеше околу по сите села и градови. Само да тргнете, сега не знам како стоите со пешачењето, јас баш вчера бевме на една тура, 20 километри одевме таму на кај Кораб. Значи, просек е 3 до 4 километри што може човек да подолго да оди во денот, толку е некаде движењето, значи за да ги обиколи целата таа област, само да ја обиколи. Да тргне денеска со одмори, со све, без ништо да направи, само да оди, 10 дена треба само да ја заобиколиш целата област, таа километража. За да ги поминете сите села и градови, да фатите да ги редите едно по едно, ќе ви требаат месеци. А за да го направите тоа што го правеше Исус, сега тука е знак прашалник дали воопшто можеме ние да го направиме тоа што го правеше Исус, но како што е запишено, ако фатиме ние да правиме барем дел од тоа, не знам дали се доволни колку години ќе бидат потребни, затоа што знаеме дека Исус не служеше само во Галилеја, одеше во Јудеја, имаме записи кои што не го ограничуваат нели само на таа област. Сега, истражувањето, да се вратиме малце претходно, открива дека темпото на живот игра многу значајна улога во тоа што успеваме да видиме околу себе. Без разлика, значи, какви мисли негуваме, каква ни е, нели, верата, дали реагираме согласно нашите верски убедувања. Ние често живееме многу брз живот, со премногу итни, премногу приоритетни работи во нашите распореди, од кои што ние немаме време да се фокусираме на важното. Немаме време да се фокусираме или ајде да речеме на другите. Дури и кога ќе ни излезе на самиот пат, пред нос, пред очи. Значи, две важни работи во однос на гледањето на нештата подразбираат одвојување време и да гледаш со решителност да видиш. Формата на зборот гледа, кој се користи во текстов што го разгледуваме денес, е да се види, ама во една метафоричка смисла. Гледање со умот, не само со очите, да се свати. Ние често знаеме да кажеме: гледам што сакаш да ми кажеш. Гледам што сакаш да ми кажеш. Значи, ствараме една ментална слика, една перцепција, со која што всушност единствено можеме да ги осознаеме и духовните работи, кои што знаеме дека бараат вклучување и на умот. Исус, кој е Бог уште од почетокот, одвои време, за да го гледа, нели, своето создание, и кога дојде на овој свет, како еден од нас, одвои време да биде и да го види човекот. Што виде? Тој ги виде луѓето вознемирени. Тој ги виде луѓето загрижени. Грчкиот збор кој се користи скуломе, значи истоштени од мак. Луѓето беа измачени од тешкиот товар, кои се обидува да го носат сами, одвоени со Бог. Вториот збор, придавка со која Матеј опишува како Исус ги видел луѓето, е рипто. Тоа значи во тешка, во безизлезна состојба, смртно ранети. Луѓето кои беа создадени за вечност, по падот во грев без спасител, се вечно изгубени.
смртно ранети. За да ја објасни оваа изгубеност и безпомошност на луѓето, Матеј не нарекува нас луѓето, нели, или со зборовите на Исус, овци без пастир. Не се вреќате, ова не е навреда како денеска што ќе слушнете овцомори или слично нешто. Сака да каже друго нешто. Овцата е домашно животно, припитомено. И незиниот опстанок без човек е речиси невозможен. Без водство од пастирот нема храна, без негова заштита, таа ќе биде многу лесен плен, ќе биде растргната од дивите животни, бидејќи самата нема механизми, не може никако да се одбрани. Состојбата на луѓето кои живеат без Бог во светот е идентична со онаа на овцата без пастир. Луѓето може од надвор да делуваат спокојни, да делуваат успешни, да изгледаат дека имаат контрола на животот, на она што им се случува. Дека знаат што прават, дека знаат која им е целта, дека се исполнети. По световни критериуми, мерила, може да бидат доста успешни. Но, доволно сме свесни да знаеме дека нивниот крај без Бог, без пастирот, е погубен. Пастирот добро ја знае состојбата и добро ја знае нашата судбина. Сами не можеме да се спасиме. Без него одиме кон сигурна пропаст, кон вечна смрт. Луѓето имаат огромна потреба од Бог, да бидат ослободени од товарот на гревот, да бидат спасени и оправдани за да можат да се вратат повторно кај него. Токму заради таа намера, цел заради која што дојде на земјата, Исус ни покажа како треба да ги гледаме другите. Тој целосно се посвети и беше фокусиран на отфрлените, на заборавените, на страдалниците, за да ја прибере секоја една изгубена овца. Како гледаме ние на луѓето? Како размислуваме ние за нивната состојба, за нивните потреби? Сте ја прочитали ли некогаш книгата 7 начини како да им помогнете на другите луѓе? Тешко да сте ја прочитали, не постои таква книга. Ама затоа постојат 7 начини за подобри навики, 7 навики на најуспешните луѓе. Мисли избогати се. Еден куп книги кои што се наменети како да станеш подобра верзија од себе, како да бидеш поуспешен, како да бидеш побогат. Ние сме преокупирани со себе, со она што ни носи нам корист, со она што, како студентите кои што требало да го завршат испитот, па ако треба и да прегазат преку некој, да ја остварат целта. Кога Исус дефинираше како треба да го љубиме Бог, ни даде сложена формула. Со сето срце, сета душа, сета сила, сиот разум. Сега, кога требаше да дефинира како да ги љубиме другите, што кажа? Многу едноставно. Како себе си. Многу е поедноставно, оваа друга, ако ја гледаме кон Бог, е многу сложена. Сте имале сигурно проповеди која што детално иде што значи со сиот разум, со сета сила, со сета мудрост. А видете ова колку едноставно. Како себе си. Формула, бомбона, многу лесна за испит, се памти, ептен. Зошто го направи тоа Исус? Исус многу добро ја знаеше нашата природа. Мислам, Бог го кажува и во Стариот Завет, нели, како треба да се љубиме. Исус само го повтори, ама од истиот извор го слушаме, кој што ја знае многу добро нашата природа, како треба да го љубиме другиот. Како себе си. Знаеше дека во нашата природа фокусот сме си ние самите и знаеше што ќе функционира за љубовта помеѓу луѓето. Ќе се вратиме на параболата на Исус за добриот самарјанин, да ја погледнеме од една перспектива која што ни е потребна за она што го разгледуваме денес.
Фарисеот и левитот, нели, двајцата во духовна служба, рековме, која што подразбира, нели, грижа за луѓето, го видеа човекот и го одминаа, а самарјанинот го виде и застана. Зошто самарјанинот, нели, му помогна на човекот? Малце контекст, малце географија и опис на ситуацијата, да ги разгледаме многу подетално елементите кои што Исус не случајно ги стави во оваа парабола. Прво, Исус, зошто го користи баш овој пат од Ерусалим до Ерихон? Може би некои знаете, но еве ќе го кажам за сите. Иако Ерихон се наоѓа североисточно од Ерусалим, за овој пат се вика, нели обично кога ние нешто северно викаме горе, но за овој пат се вика дека од Ерусалим надоле кон Ерихон, затоа што има спуштање висинско, дури на 250 метри под нивото на морето. Знаете, нели, малци географија, дека Израел ја има таа точка блиску до мртвото море, која што е подоле од нулта точка на морето, нивото на морето. Сега, значи Ерихон е најнискиот град на светот, 400 метри под нивото на морето. Зашто ги кажувам овие параметри? Затоа што овие локацијски и географски параметри се многу важни, нели, за оваа слика, за оваа парабола, затоа што на овој пат од околу 30 километри има отприлика од Ерусалим до Ерихон. Ја проповедав еднаш оваа проповед и еден човек го имаше изодено тој пат и баш ми кажа дека точно ова, јас сум го ископал од читање, вика точно такви се условите на овој пат. Многу сурови, многу суво, каменесто, патот е многу тесен, нема населени места на кои што, доколку имаш било каква потреба, можеш да се обратиш. Значи, условите се крајно сурови, сув воздух, температурата, самата по себе, жив и здрав да тргнеш, па ќе те истошти, а камоли оставен претепан да лежиш таму на патот. По целата должина, значи, како што реков, патот е тесен, што значи нема оправдување дека некој може да помине блиску до тебе па да не те види. Не може. Патот е тој, те забележува, значи нема оправдување за фарисеот или левитот дека поминале не виделе, широк патот бил, можеш од ваму, можеш од таму, не можеш. Еден е патот и се гледаш тука на него. И дури интересно што и правецот кој го посочува Исус од Ерусалим кон Ерихон, значи дека наведува дека свештениците кои што треба кога одат од Ерихон кон Ерусалим треба да останат обредно чисти, не смеат, нели, да се допираат до нешто ако е мртво. Малце сега, нели, и на Стар Завет малце контекст. Мора да остане свет, мора да остане чист, нема допирање ништо мртво, па еве се сомневаат дека човеков е веќе мртов, нема ние што да го допираме, да му помагаме, одиме да вршиме ритуал. Затоа е интересно и приказната, затоа што Исус вика од Ерусалим кон Ерихон. Значи завршиле со работата, и тоа не ги оправдува. И интересно е, значи, Исус и тогаш Исус која ја кажува ова, која што еве се јас го објаснувам, ама во тоа време на луѓето им е многу јасно. Исус го воведува оној момент на изненадување или на шокирање. И вика тогаш помена самарјанинот. И сега сите слушатели на Исус со еврејска позадина, како бе се самарјанинот? Самарјанинот му помага. Абе, самарјанинот е тој што ќе те дотепа, тој што ќе те остави, ова евреин, тука, нека умре, што ми е гајле. Се очекува дека тој ќе го ограби, ќе го докрајчи. Тој човек ги одложува своите планови, го прекинува својот пат, одвојува дел од своето време за непознатиот човек во потреба. Тоа би дошло во денешно време, како, еве, ние македонци да речеме, ќе ми простите за зборот, за албанците, ама шипторот да дојде, тој да ви помогне. Никој друг што ќе помогне од нашите, никој нема, тој ќе ви помогне. За да ја доловам, извинете, значи, она што сака Исус во нивните уши да го разбуди, во ушите на евреите. Исус ја кажа, ако се сеќаваме, ја кажа оваа парабола, кога беше прашан кој е ближниот мој. Во тој контекст, нели, Исус ова целото го изложи. Што виде добриот самарјанин на патот
кога го виде човекот. Која беше формулата? Како да го сакаме ближниот? Тој се виде буквално себе си. Тој се виде себе си во таа состојба, смртно оставен, да лежи тука и доколку никој не му помогне, ме чека сигурна смрт. Самарјанинот се виде себе си и затоа одвои и време, одвои и ресурси за да помогне. Зошто го направи тоа? Каде е мотивот? Ајде да го гледаме тоа. Ке го разгледаме сочувството или втората точка. Искажувањето сочувство кон друг звучи како еден благодарен чин, ајде да кажеме, кој најчесто е сведен во нашето размислување кога ќе слушнеме сочувство. Првата помисла е дека тоа е сведено на формалност и во пракса не го гледаме баш во вистинска форма, која што тој збор ја има таа една тежина. Причината може би е во тоа што сочувството бара своеволно да влеземе во една неудобна зона на ранливост, на слабост, на осаменост. И се ние како луѓе, убавите чувства, знаеме да ги споделиме и со непознати, ама кога се работи за болка, за тага, остануваме некако во еден, ако не сами, во еден тесен круг на луѓе околу себе. Најчестата реакција, кога ќе видиме некое страдање, е да го свртиме погледот. Или да помегнеме, да се одвоиме малце подалеку, или да најдеме, ако има некое брзо решение за помош. Ако сакате ова да го видите, застанете во близина на некој кој што проси или кој што има потреба и следете ги, гледајте ги другите луѓе кои што поминуваат. Што ќе направат? Видете ги реакциите. Се трга погледот, се избегнува. Посветете некојаш така, ако е, еве ќе ви текне, ќе се посетите на оваа проповед можеби. Интересно е што некогаш дури кога ќе помогнат на некого, на луѓето, дали ќе подадат пари или храна или нешто, дури тешко е да го погледнат човекот во очи. И погледот се трга. Сега да не ги смешаме работите, не е сочувството секогаш само сожалување. Да ти е жал нели за нечие страдање и ајде да си продолжиш како ништо да не бил. Значи сочувството опфаќа една емпатија, можност да се разберат и да се искусат чувствата на другиот. Грижата за нечие страдање е многу неопходна за вистинско сочувство. Бидејќи знаеш какво е чувството самиот да страдаш, самиот да бидеш потребен, сакаш и другите да бидат поштедени од тоа страдање. Не сите го поминуваме секогаш истиот пат, но поминуваме тешкоти, знаеме како е и од тоа сочувство, вистинско сочувство, сакаме да помогнеме на други. Нашиот превод тешко го доловува ова чувството на сочувство кое го има Исус кога ги гледа луѓето. Ние баш немаме точен соодветен еден збор за ова чувство во нашиот јазик. И зборот кој што се користи, сплахнизоме, е сочувство кое што мотивира дејство. Но има една генезата на зборот вика, за да го разбереме нели подобро овој збор, подобро овој термин, коренот на овој збор значи внатрешни органи во стомакот, во утробата, или и така најблизок превод би значил за ова чувство е да ти се преврти утробата, да ти се превртат цревата, ајде, што би го рекли, би го слушнале тој термин некогаш. Динамичките преводи на Библијата за ова го користат да ти се скрши срцето. Значи толку едно длабоко чувство да те погоди, кое што нема да те остави рамнодушен, на вистина да го почувствуваш, дури толку длабоко внатрешно да го почувствуваш. Не само она со очите што ќе го видиме, леле колку е лоша состојбата, стварно внатре да се случи нешто. Силна ментална и емотивна внатрешна реакција која што нема да те парализира, туку напротив те тера да действуваш со цел да помогнеш на другиот да излезе од таа непријатна состојба и таа ситуација. Исус одблиску во човечка кожа, со човечки очи, но со божествено чувство, го гледаше страдањето на луѓето.
како да не му се преврти утробата, кога во неговите мисли се враќа сликата, ова не е човекот јас кој што го создадов, не го создадов човекот за ова. Јас го создадов по својот образ, како врв на се што создадов. Го создадов за своја слава, го создадов за вечност, за убав живот. А види во каква кал се зацапал, види го каде тера, трча кон својата пропаст. И тоа е она чувство кое што го погоди Исус внатре, му го скрши срцето, она што го гледаше. Тоа беше причината, тоа беше мотивот на Исус да помага, да исцели. Истиот збор Исус го користи во приказната на добриот самарјанин. Истиот овој збор за превртување на трубата, за неговото сочувство кое што го мотивираше самарјанинот на дејство. Да го прекине својот пат, да ги трне на страна своите интереси, да ги потроши ресурсите кои што ги имаше, да ги вложи магарето, маслото, виното со кое што ги превиваше раните, парите кои што ги даде во анот, во местото каде што се грижеа, вети нели дека ќе потроши повеќе, се даде. Како што нели и Исус себе си се даде. Оваа слика го прикажува Исус, нели, кој не ги обвинуваше луѓето. Што си барал по тој пат? Кај си тргнал таму кога знаеш колку е опасно, разбойници има? Исус не ги обвини луѓето дека се криви, иако може би имаш и право тоа да го каже. Сами сте си криви. Ама тој не го направи тоа. Не ги обвинуваше луѓето. Неговите замерки беа и критики беа за тогашните свештеници. Евангелијата се полни со критиките кои Исус им ги упати на оние кои што требаше да бидат верни, оние кои што требаше да служат на Бог. Им ги упати затоа што тие потврлија во задачата која што им беше доверена. А тој, воден од сочувството, целосно нели сострада со човекот, помина низ цел еден човечки живот и праведен поднесе страдање кое што ние тешко, за жал, можеме да го замислиме, покажа како треба да се сака ближниот, што значи совршена љубов, што значи вистински да се љуби. 35-тиот стих целосно вика: одеше по сите градови и села, поучуваше по нивните синагоги, го проповедаше Евангелието за царството и лекуваше секаква болест и секаква немоќ во народот. Како што кажав претходно, овој стих во 9 глава се јавува повтор пат нели во Евангелиево, но зошто? Кога нешто сакале да истакнат како важно, писателите во Библијата го повторувале тоа. Значи имаме исти стих на две места. Тогаш немало нели како сега читаме и нема задебелување на буквите, нема болт, нема италик, нема подвлекување, го повторуваш стихот за да нагласиш дека нешто е важно. Сега, се што е како ова една целина, ако ја земеме помеѓу овие два стиха од 4, односно од 5 глава до овој стих во 9 глава, тука е запишено буквално целата служба, детален опис на службата која што е сумирана во овие 3 точки на овој повторен стих. Поучување, и тоа поучување нели во вера, проповедање на радосната вест и исцелување. Ајде на кратко од првото. Не секој имаме нели дарба да, ајде можеби да зборуваме јавно, но секој верник има многу што да каже за својата лична вера, барем во приватни разговори, и може да поучува за она што го знае за Бог. Ние секоја недела нели се поучуваме од Божјото слово, преку проповедите во средината на неделите, најчесто нели имаме библиски часови, молитвени часови, заедно дискутираме на духовни теми, во други термини имаме можеби библиски курсеви, почесто периодично имаме денеска понуда и на семинари, христијански конференции, на многу поинтензивен начин навлагаме во некоја тема, проучуваме, разработуваме.
на тоа, ако го додадеме и она што е индивидуално читање на Библијата и други христијански книги, проповеди на интернет, документарци, филмови, еден огромен број на ресурси од каде што можеме да го збогатиме и го збогатуваме секојдневно знаењето. Ама што ако не го ставиме сето тоа знаење, што ако на таа вистина или на таа наша вера не ги додадеме, како што вика Јаков, делата? Покажи ми ги твоите дела, ќе кажам каква ти е верата. Значи ние може да знаеме многу. Можеме да знаеме стотици книги да имаме прочитано за пливање. Никогаш не влагаме во вода да пробаме што сме научиле, дали знаеме да пливаме или не ни пробуваме. Да го ставиме нашето знаење е суштински за да ја живееме вистински нашата вера. Господ дава многу прилики. Самите вие знаете како може би сте дошле во црква. Без некој да ви каже, без нешто да видите, без друг човек, никој не дошол во црква. Нема такво нешто. Затоа сите прилики кои што Господ ни ги дава, искористете ги да споделите за вашата вера, за радосната вест, за се што Господ веќе го направил во нашите животи. Веќе сме го осознале колку вреди и колку значи за животот на еден човек. Припремете си практично на еден ваш начин како да ги направите тие работи, како да ги споделите како информација. Не е секогаш едноставно, со различни луѓе, секогаш различни начини има како да разговараме, но размислувајте како практично навистина тоа да го правиме секојдневно во сите оние средби и прилики што ги имаме да ги искористиме. Исус исцелуваше болни и враќаше мртви во живот, што беше дека е потврда дека тој е Месијата, ветениот Спасител. Ние можеби ја немаме дарбата да исцелуваме, ја немаме дарбата да вратиме некого во живот, но ја имаме силата на молитвата, го имаме Светиот Дух, го имаме оној посредник кој што ќе ги услиша нашите молитви и за болните, за да се заложиме за нив, за да побараме од Господ кој што има сета сила да направи нешто и за тие луѓе. Доколку во реална ситуација не можеме ние практично нешто, можеме и практично да направиме за болни луѓе. Можеме да им служиме на нивните физички потреби на многу практични начини, на гладни, на сиромашни, на сите страдалници. Последниот стих. Исус ја гледаше големата жетва на изгубените луѓе. Што е жетва? Многу важно нели во тој контекст, ако се вратиме малце само на кратко. Процес или период на собирање на созреани плодови од полињата. И сега денес ако слушнеме дека овогодинешната жетва на пшеница била слаба или голема или мала, на многу од нас кои што немаме никаков допир со земјоделие, ама баш не ни значи ништо. Зашто не ни значи? Па ни се пријало со 50-100 денари, еве продавницата, имаш да си купиш што ќе јадеш, што ќе пиеш, го решаваш тој проблем. Но неуспешна жетва во времето, кога немало баш изобилие на храна во тоа време, нема развиена трговска размена тогаш за да се покрие некаков недостаток на добра, нема млеко од Словенија, од Хрватска, лосос од Алјаска, банани од Еквадор, нема. Пченица, што ќе произведеш, жетва, најважно. Затоа, жетвата, како термин, не само што им служела да се определат некои случувања пред жетвата. Кога се случи тоа? Тоа се случи во таа и таа година пред жетвата. Тоа се случи за време на жетвата. Тоа се случи по жетвата. Жетвата е круцијален, многу важен момент во животите на евреите. Исус го користи тој термин затоа што нели како во животот на евреите тоа е најважен настан, затоа што неуспешна жетва значи опасност по живот. Што мислеше Исус кога на своите ученици нели почна да им збори за жетвата? Да не забораваме, Исус нели не беше земјоделец по професија. Не беа ни неговите апостоли, дури 7 од нив биле ривари. И сега на нив им збори за жетвата. Значи и тие знаат, но Исус им збори во еден нели како секогаш во еден подлабок духовен контекст за значењето на жетвата. И ќе ни стане појасно ако го видиме зборовите кои што кога ги го искористи, кога ги повика баш рибарите да го следат. Појдете по мене и јас ќе ве направам нели ловци на луѓе. Пред да ги повика рибарите во лов на луѓе, тој на еден нели чудесен начин ги наполни нивните мрежи со риба.
Тие сватија тогаш дека се работи за човек кој има надприродни сили и моќ, човек кој што збореше ги разбираше духовните работи. Тие беа свесни дека жетвата не се однесува на земјоделски, со земјоделски, да го кажеме, термин или конотација, туку духовна работа која што треба да се изврши меѓу луѓето. Еве ги зборовите на Исус запишани во од апостолот Јован, 4 глава 35 и 36 стих. Јас ви велам, подигнете го погледот и видете ги полињата. Тие се веќе втасани за жетва. Жетварите веќе добиваат плата за својот труд, а плодот што го собираат се луѓето кои преку нив дошле до вечен живот. Ето го плодот на жетвата за која што збори Исус. Времето за жетвата не е завршено. Ние го чекаме Господарот да си го собере плодот во своите амбари, така да откако Исус тоа го рече, ќе трае. Се додека не се врати, нели, тој Господарот. Значи жетвата е стасана и голема, работа има и тоа има работа многу и за сите. Не како во Македонија што има работа, туку во Германија. За млади, за стари, квалификувани, неквалификувани, работа има. Жетвата не престанува, иако малце вика дека се жетвари. Сепак се жнее и собира и амбарите се полнат и уште има место. Големи се амбарите. Средниот стих 38, кој што него земавме денеска, вика: молете го Господарот на жетвата за уште работници, ама тоа ајде ќе го ставиме за следна средба, затоа што е стварно уште една долга тема. Што ќе научиме од ова денеска, што овие стихови кои што сакав да ги споделам со вас? Да гледаме како што гледаше Исус, за да сочувствуваме и служиме како Него. Како што е Исус, такви треба да сме и ние во светот. Денес ние сме Христовото тело. Христовите раце и нозе, кои треба да одговорат на потребите на луѓето во овој свет. Ние сме гласот Христов, кој треба да поучува во верата за оние кои што веќе ја чекорат и да ја објавува радосната вест за небесното царство на секој човек. Тоа е единствената радосна вест која што може да ги спаси луѓето. Како во времето на Христос, и денеска луѓето се поделени, дали по политичка, по национална, по етничка припадност. Дали имаше во времето на Исус тогаш политички, економски, национални тензии, ситуации во неговото време? Имаш. Се бореа да се ослободат од римјаните, политички. Се ослободија верски, национални, самарјани, вакви, римјани, чисти, нечисти. Значи, имаше тензии, имаше проблеми. Но дали тие беа во фокусот на Христос? Не беа. Тој припаѓаше на едно друго царство и додека служеше на земјата, беше посветен да му служи на тоа царство, на највредното. Да го помири човек со Бог, за човек да може да живее и по смрт, во вечност со Бог. Тој значи не ги решаваше економските, политичките проблеми, неговата грижа беше состојбата на човекот и неговото спасение. Да не забораваме. Ние сме повиканите, Божи синови, Божи ќерки. И ние сме жители на небесното царство, но сега сме амбасадори. Повикани сме во оваа генерација како амбасадори со задача. И затоа наш приоритет треба да биде човековото спасение. Нашето и нели на оние околу нас. Затоа да не ги убедуваме луѓето каков политички извор ќе направат, па како економски ситуацијата да им биде подобра. Ние не дека не можеме да им понудиме мудри совети, можеме и им ги нудиме, нели секогаш, но најважното е да ја споделиме радосната вест како единствената карта која што може да им ја дадеме за рајот. Ниедна тешкотија во која што луѓето може во која што можеме да им помогнеме, не е споредлива со тешкотиите кои што ги очекуваат во вечност. Затоа не викам дека на луѓето единствено нели треба да им трубиме само Бог и да станеме слепи и глуви за нивните потреби. Исус ни покажа како треба тоа да го правиме
и да им помогнеме во секојдневната борба со животот, со себе, со гревот, со ѓаволот. На таков начин тој им ја покажуваше грижата, им ја покажуваше искрената љубов која што имаше нели за нив, за да ги доближи до себе, за да изгради довербата која што ќе биде мост на надеж, преку која тие ќе го спознаат дека тој е нивниот Месија, оној кој што може да ги спаси. Исус, се сеќавате, не се плашеше да го допре лепрозниот. Оној од кој што сите беа изолирани, го допираш лепрозниот и ти си веќе осуден на смрт. Не се плашеше да се дружи со грешните. Дури и тој епитет, тоа име, пријател на грешни, Господ го ставил во Библијата, каде што овие кои што им беше цел да го навредат, да го нападнат Исус, пријател на грешни, ние го гледаме тој термин како едно од имињата, да кажеме, или она кое што Господ го става во Библијата за да го видиме, пријател на грешни. Тој знаеше дека тие лепрозните, болните, нема да му ја пренесат болеста да го заразат, нема да го овие нечистите, грешните да го испрљаат, да го направат грешен, туку напротив, тој ќе ги очисти, тој ќе им даде живот. Што правиме ние како црква? Ќе бегаме ли од болните и од страдалниците да се плашиме од нив дека ние ќе се заразиме, или напротив, ние ќе се заземеме за нив, ќе станеме нивни пријатели? Ќе останеме ли фокусирани на материјалното, на себе, или ќе најдеме време да погледнеме добро кон другите, да ја видиме нивната председуховна состојба, како што во нив ја гледаше Исус? Ќе ги оставиме ли луѓето околу нас, изгубени, смртно ранети, безпомошни, какви што бевме и ние? Или свесни за последиците од животот без Бог, ќе заборавиме или ќе ги малце намалиме нашите распореди со сите тие световни, ајде да ги кажам, работи, и ќе им помогнеме на луѓето да излезат од таа бездна, од таа слепа улица, во која што сигурно ги чека смрт? Ќе дозволиме ли преку секојдневните средби на страдалниците да не опфати вистинско сочувство, кое ќе не помести однатре, да превземеме и одговорност, и реакција, и да помогнеме на оние кои што ќе ги сретнеме на патот? Ако Бог е толку длабоко допре и загрижен за сите луѓе на светот и нивната очена состојба, тогаш ние кои што се нарекуваме негови следбеници, треба да ги покажеме неговите вредности и сочувство. Исто како што треба да ги одразуваме и неговата слава преку милост и љубов. Како што е Исус, такви треба да бидеме и ние во светот.